Со свечена академија по повод 3 ноември, денот на општината, Газибаба одбележа 48 години од своето постоење. Во обраќањето пред присутните, градоначалникот Бобан Стефковски се осврна на постигнатите резултати во изминатите 3 години од неговиот мандат, како и за плановите за предстојната година. На обраќањето Стефковски истакна дека најавуваниот нов почеток за Газибаба во 2021 година, поставен на 4 постулати, денес се исполнет. Според Стефковски, ветувањата за чиста вода за пиење во секое населено место, нови училишни спортски сали, детски градинки, спортски терени и детски картчиња во сите населени места денес се реалност. Најдобриот начин да ја предвидите иднината е истата да ја креирате. Пред 3 години, кога ги поставив овие 4 постулати, одлучив на себе да го превземам товарот за конечно да ги решиме децениските проблеми и да отвориме едно ново поглавие за нашата Газибаба, истакна Стефковски. Заклучокот е едноставен. Пред 3 години зборував за постулати, а вечерва зборувам за дела. Покажавме дека само со одговорна, честна и посветена работа можат да се создадат дела, заклучи градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски. Општина Бутел ќе започне со изградба на нов спортско-рекреативен центар кој ќе се наоѓа во населбата Радишани во дворот на општинското основно училиште Ацо Шопов, а ќе се протега на повеќе од 5000 метри квадратни. Ваквата информација ја објави градоначалникот Дарко Костовски на социјалните мрежи. Спортско-рекреативниот центар Радишани според Костовски предвидено е да опфаќа модерно фудбалско игралиште со вештачка трева, нова метална ограда и лето осветлување, баскет игралиште со специјална подлога, ново детско игралиште со модерни содржини, фитнес зона за вежбање и рекреирање, нови зелени површини, пешачки патеки и урбана опрема. Општина Бутел се менува. Граѓаните го добиваат тоа што го заслужуваат. Добиваат модерна, урбана општина со многу содржини и простор за рекреација, напиша Костовски на својот Facebook профил. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје соопшти дека нивни екипи во текот на викендот отстраниле приближно 70 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Газибаба, Центар, Карпош и Ѓорче Петров. Во општината Чаир е интервенирано на улиците во Коварска и Крсте Асенов, каде што се подигнати 30 кубни метри непрописно одложен кабаст и градежен отпад. На улиците Борис Сарафов, Никола Пушкаров и Христо Батанџиев во општината Ѓорче Петров биле подигнати околу 10 кубни метри непрописно одложен отпад од картонска амбалажа, додека во општината Карпош се отстранети 20 кубни метри отпад од диви депонии. Воедно за време на викендот се реализирани активности за расчистување диви депонии на улицата Васил Ѓорѓов во општината Центар, како и на улицата 16-та Македонска бригада во скопската општина Газибаба, соопшти Комунална хигиена Скопје. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 28 октомври до 3 ноември со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 144 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, велат од Паркинзи на општина Центар. На 88 годишна возраст почина македонската писателка Оливера Николова, авторката на безвременската книга Зоки Поки. Николова работниот век го поминала во јавниот сервис МРТВ, како уредничка и драматург. Автор е на 30 на книги за деца и возрастни, меѓу кои раскази, романи, сликовници и пиеси. Автор е на неколку телевизиски игри: Зоки Поки, ТВ куклена серија, Среќен пат Зоки, ТВ куклена серија со Глигор Поповски и Видое Подгорец и Девојките на Марко, ТВ серија во 6 епизоди. Николова е добитник на повеќе награди и признанија, меѓу кои Рациново признание, Стале Попов, 2 пати ја освоила наградата Роман на годината, а беше одликувана и со орден за заслуги од поранешниот претседател Стево Пендаровски.
член на Друштвото на писатели на Македонија од 1963 година. Смртта на Николова ја потврдија од Друштвото на писателите на Македонија, од каде дополнително ќе го соопшта датумот и терминот за незиниот погреб. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.